Здраво, Златко, ти благодарам што прифати да бидеш дел од оваа дискусија, институција на можните иднини, во која уствари две дискусии кои што ќе бидат на 5 и на 12 декември во Вода од Пашинаван, кај што се наоѓаме. Би сакала да отвориме темата со тебе како прв директор на Национална галерија на Македонија, во поглед на колекцијата, како еден од носичките столбови на градењето на една институција, односно што значи за тебе колекцијата како директор на во поранешен директор на Националната галерија и кои се активностите, односно идеите и чекорите кои што се превземени во врска со колекцијата на Национална галерија? Па прво да се заблагодарам на поканата, зашто на претходниот јубилеј не бев ни поканен, ама добре, еве сега барем сум во вакво својство. Кога станува збор за колекцијата на оваа институција, веројатно кон неа се повеќе и подолгорочно врзани луѓето кои што подолгорочно работеле овдека. Јас не сум работел долго, не знам, 10 години, ама сум се внел себе си во поставката на оваа институција и до оформувањето, се разбира, на колекцијата. Токму затоа, со голема доза на резигнација, ама со правото, што и вие го спомнавте, како прв директор на Националната галерија, мислам дека ова што денес се случува овде е непримерено за една сериозна музејска институција. Зашто Националната галерија на Македонија инсистираше од државата да добие нови простори за изложби и ги доби Чифте Амам и Мала Станица. Токму на сметка на окупираниот, под наводници, простор Вода од Пашинамам со националната поставка. Во тоа време таа беше единствена поставка во Скопје. Значи, луѓе нема прилика да погледнат еден долгорочен историјат на македонската современа уметност никаде. Зашто Музеот на современа уметност беше со проблеми со кровот, немаа поставка, ова беше единствено од 14 век до 20 век. Каква? Таква, единствена беше. Значи, добивме два простори, тоа се вкупно некаде 2500 квадратни метри, што се и повеќе од доволни, еве, и за ваква изложба. Меѓутоа, во изминативе 10 години, значи не е ова инцидент, ова е правило. Изминативе 10 години поставката е нон-стоп симнувана, дури и за најсмешни изложби, ама со етикетата ретроспективна. Знаете и вие, знаат и сите дека личната карта на еден музеј сериозен не е неговата колекција и пред се неговата поставка. Че не постои во светот музеј без поставка. Постои во Македонија и во Националната галерија. Ние веќе не сме ни музеј, не знам што сме, зашто ова што се случува во просторот на поставката е безсмислено. Ние можеме да се прекрстиме само во галерија, не сме ни национална, се разбира, и да си правиме вака изложби на секој 15 дена и да уживаме. Што значи дека тие два простори кои што понатаму се приклучуваат кон тоа семејство на Национална галерија Чифте Амам и Мала Станица, генерално би требало да служат за тие повремени поставки, повремени ретроспективни изложби, а ова според вас би требало да се менува на неколку години. Односно, прашањето мое е што точно означува постојана поставка? Постојаната поставка е личната карта на институцијата во целиот свет и нема второ, нема друга варијанта. Значи, тоа што сметате дека е највредно, тоа што се градело со години, што некој пред вас, па и вие сте го собирале како некаква вредност, национална, интернационална, сеедно, тоа се наоѓа во вашите депоа и вие тоа го изложувате пред јавноста. Тоа е ваш долг кон јавноста. За тоа постоите, за тоа државата практично ве финансира. Не ве финансира да правите изложби. Изложби може да прават сите. Не ве прави и КИЦ изложби, прави и Кора изложби. Која е разликата? Сега што овде е Мазев, па и тие може да го направат Мазев. Само во помали димензии. Или што ќе му фалеше на Мазев да биде сместен во Чифте Амам? Уште поголем простор, за некој поубав. Зошто мораше овде да си новате поставка?
Ајде одите во МОМА и симните им ја поставката и речете ние сега тука ќе правиме изложба. Мислам, ќе ве гледаат како луд. Да. Тоа беше, пак велам, заложбата на првите години од основањето на Националната галерија, се добијат тие простори за да немаме проблем со изложбите. А се разбира дека секој музеј сака да прави изложби. Меѓутоа, големите музеи имаат своји простори каде што ги прават тие изложби, помали, поголеми. Ние сакаме да се броиме меѓу таквите музеи и некако успеавме. Ама изгледа сепак не сме успеали. Како едно од важните критериуми кои што ги напомена сега за како се разликува Националната галерија од останатите простори во поглед на колекција, тоа е некоја, барем алудираше, мислам дека на ниво на квалитет. Квалитет, односно некаква вредност на делата. Може ли малку да ни елаборираш, бидејќи квалитет се јавува и како еден од главните принципи на формирање на оваа колекција и во литературата се јавува како важно нешто што го одвојува Национална галерија од останатите институции. Може ли малку повеќе да ни кажеш, еве, од поглед на историчар на уметност, што е квалитет? Па, знаеш и ти дека квалитетот е чиста варијабила. Зависи од времето за кое говорим. Може би има еден квалитет кој што е недискутабилен во оваа институција, тоа е таа така наречена екс-југословенска збирка. Тоа по мене е квалитет за кој што не може никој да стави забелешка, никако. Ама тоа е собрано 48-49 година, значи од тогашните директори, од Никола Мартиновски и комисија, која што шетала низ тогашните југословенски центри, Белград, Загреб, Лјубљана, велат со куфер пари и купувала се она што сметала дека е вредно и било вредно од старите југословенски мајстори. Така што ние овде имаме една репрезентативна збирка, за која што им сум говорил пред колеги во Белград, Загреб и Лјубљана, они прво не веруваа дека ние ги имаме тие дела, дури не им покажете фотографии. Таа збирка никој не ја знае, беше кратко време изложена и се уште чмаја некаде пак во некоја дупка и никој не може да објасни зошто. Значи, таа беше изложена во Чифтеама, ми таму ја предпоставувам убаво место за неја. А останува уште еден простор, мала станица, што е околу 2000 квадрати, повторно за изложба. Значи, можете да работите и музејски, односно музеолошки, можете и галериски да работите. Тоа е поентата на имањето на трите простори. Да. Ако се споредиме со Музеот на современа уметност, кој што е ограничен само на тој простор горе, ние сме во трикратна предност, ама треба да умеете да ја искористите. Значи, прашањето за зашто таа не е толку атрактивна таа југословенска колекција, генерално е повеќе слојна претпоставува. Па не знам, јас немам одговор, ама еве да завршам за квалитетот. Во тоа време тие луѓе сметале дека тоа е квалитет што треба да биде во депото и во куќата. Јас немам никаква забелешка кон тоа. А понатаму со текот на времето, значи од 49-50 година е создавана колекцијата овде. И таа е правена врз основа на некакви предпоставки за квалитет. Сега, бидејќи ја знам речиси до последното дело, тешко да можете да говорите за национален квалитет. Можете до некаде, зашто кога се правеше поставката, првата варијанта овде, ние видовме дека немаме дело. Имаше огромни дупки во депото, моравме да поземуваме дело од автори, од Музеот на современа уметност, што значи дека квалитетот сам по себе не бил прва идеја водилка во изминатите децении од формирањето на тогашната уметничка галерија. Ако сакате, овде нема во депото ниту една фотографија, например. Долго време тука фотографијата не се ни сметаше за дел од визуелната уметност. Мислам дека Ацо Кондев сега пред 6 месеци ги подари првите фотографии. Колку да се најдат во депото на галерија. Овде има
дведецениска дупка, да речеме, од 70-тите години до скоро до крајот на 80-тите во однос на така наречената нова уметничка практика. Овде нема ништо. Овде нема видео, видеото беше непознаница. Значи, новите медиуми беа тотална непознаница. Дури пред неколку години изработивме една антологија на македонското видео, па еве и така можеме да кажеме дека и тој медиум влезе во Националната галерија. Значи, квалитет се сметаше слика и скулптура и графика. Цртаж, нормално. Ама тоа е од некое друго време, не е тоа денешното време. Значи има големи дупки кои што мора да се пополнуваат, за да конечно можете да говорите за квалитет. Добро, зборуваме за институција во едно друго време. И во таа насока и можеби моето завршно прашање, бидејќи самата дискусија се нарекува институција на можните иднини, која би била според вас, според тебе, извини, твоја можната иднина на оваа институција, посебно кога зборуваме за колекција? Тоа е и актуелно прашање. Актуелно во смисла на тоа што Министерството за култура се обидува да прави некаква стратегија за 5-годишен развој. Мислам дека ние имаме проблем меѓу двете институции, Музеот на современа уметност и Националната галерија. Сега, проблем под наводници. И таму има една поставка, овде има друга поставка, кој што може си конкурираат во одредени детали, но главно не. Меѓутоа, мислам дека треба да си го побараат профилот двете институции. Или, ако сакате, да се вратат на матичните функции. Музеот на современа уметност е, например, основан со странските донации. Значи, тоа е огромна збирка и вредна збирка, квалитетна, ако сакате. Неспорно квалитетна. Меѓу другите го има и еден Пикасо, и Хартунг, и кого не. Не гледам зошто јавноста во Македонија не би требала да добие шанса тоа да го гледа секој ден, например. Овде ќе гледа национална уметност, каква таква, ќе има прилика да ја види, може би треба поставката да се доопреми со нови дела, со тие дупки кои што ги спомнав. Може би тоа е една од можните иднини. Ама мислам дека треба да се најде објективна иднина за двете институции, без, како да кажам, без патернализам во однос на едната или на другата. Треба објективно да се гледат работите, бидејќи ако државата плаќа за нив, некогаш може и да поставува услови. Тоа е одговорноста генерално на една јавна институција. Дефинитивно одговорноста пред сегашноста, ама повеќе пред иднината. Да. Работите не завршуваат со нас. Нашите деца, нашите внуци треба да дојдат во овој простор и да видат нешто. Еве, утре ќе се симне оваа изложба. Односно, нема да се симне 6 месеци. Значи, 6 месеци треба да стоиме без поставка. Зошто? Ти благодарам, Златко, за твојот разговор.